Правописните знаци се важен и неопходен дел од правописот и за жал се греши постојано во практиката при нивната употреба или неупотреба, а ни служат или се корисни за да ги разбереме група зборови или да разбереме еден конкретен збор. Правописни знаци се точка, запирка, две точки, коса црта, црта, цртичка, надреден знак, апостроф, звезда, празно место или белина. Ке се задржам во продолжение малку повеќе на точката, бидејќи обично точката и запирката некако ги сметаме за неважни при пишувањето, може да ги ставиме, да не ги ставиме или да ги употребиме по некое наше видување, но не е така. Особено кога станува збор за употребата на точката како правописен знак. На почеток ќе ги споменам скратениците. Знаеме дека кога ги скратиме зборовите, секогаш на крајот ставаме точка. Се случува да бидат испуштени точките, нели обично кога ги пишуваме адресите, улица, ула, точка, број, бара, точка, некогаш ги сретнеме и без употребата на точката, но она што го споменав и на почетокот дека е битно за да се направи разлика во значењето на зборот. Еве еден пример, Г со точка и Г без точка. Значи многу е битно што да ја употребиме точката и на тој начин да го конкретизираме значењето на скратеницата. Знаеме дека Г со точка скратеница за година, но и за господин, што многу ретко се применува, а треба да се користи, и Г без точка е скратеница за грам. Значи за единица мерка, многу често тука ќе ја сретнеме скратеницата ГР точка, што е погрешно. ГР точка значи град, не значи грам. Значи Г без точка се однесува на скратеницата за единицата мерка грам. Кога ги употребуваме овие скратувања, особено кога имаме цели зборови или изрази, на крајот на реченицата, понекогаш се поставува прашањето дали тука треба да употребиме две точки една до друга, особено ако станува збор за граница, имаме употреба на точката како правописен знак, но и завршува реченицата, па треба да употребиме интерпункцијски знак точка. Например, набројуваме и сега ги користиме изразите така натаму, и на точка, или и слично точка и друго точка, употребуваме само една точка, а во сите други случаи кога имаме потреба да употребиме некој друг интерпункцијски знак, користиме точка и соодветниот знак, како например изразот на пример, па нели потоа набројуваме и пишуваме на празно место пример, пара точка, па ги користиме двете точки. За точката исто така знаеме дека ја користиме при имињата, нели кога ги пишуваме имињата при подпис или во некои други ситуации, да речеме само иницијалите, првата буква од името и презимето на авторот. Блаже Конески, Б точка, празно место Конески, или може да се употреби само Б точка, К точка, во зависност од контекстот, тако веќе или ни е јасно за кој автор зборуваме или писател, па да не го повторуваме цело време името и презимето, или едноставно користиме иницијали. Она што особено прави забуна кога станува збор точката, тоа е кога имаме арапска цифра и во кој случај пишуваме, во кој случај не пишуваме точка, тука ќе ги споменеме датумите. По правило зад арапската цифра пишуваме точка. Исклучок се само кога зад таа арапска цифра ги имаме имињата на месеците и ги имаме зборовите година и век. И најпрво ќе се осврнам на овие случаи кога ја користиме точката. Например, кога имаме значи во вакви случаи арапската цифра се употребува како редна бројна придавка. Да речеме 18-ти роден ден, 5-ти роден ден, ако го пишуваме со букви се во ред, но ако сакаме да употребиме арапската цифра, мора за 18 да ставиме точка или за 5 да ставиме точка. Или, например, во спортот многу често се користат овие примери, 5-то квалификацијско коло, 5 точка. Понатаму, кога имаме набројување и сакаме да ставиме арапски цифри, 1 точка, 2 точка, 3 точка, па продолжуваме понатаму во текстот. Исто е кога ја користиме арапската цифра за да означиме делови од книга, од текст, па правиме некое разграничување или нумерација, прв дел, втор дел, трет дел, без разлика дали ќе снима некој соодветен наслов, да речеме вовет или теориски дел. И тука не е само арапската цифра во прашање, и римска цифра да употребиме, и голема буква да употребиме, точката се користи задолжително зад цифрата. Понатаму, кога имаме различни манифестации, конгреси, средби, постојано го имаме тоа во практиката,
да речеме 10-та меѓународна научна конференција, многу е битно што ќе употребиме која цифра, арапската или римската. Арапската цифра бара точка, значи зад бројот, 10-та, да означиме дека е и редна бројна пријавка, 10 точка и пишуваме голема буква. Меѓународна ќе биде со голема буква. Другите нормално ќе бидат мали, ако внатре немаме некое сопствено име. Ако ова означување сакаме да го направиме со римска цифра, тогаш не пишуваме точка зад римската цифра, а зборот што ни доаѓа по римската цифра го пишуваме со мала буква.